officially running for president of the United States. Официјално се кандидирам за председател на САД. Ние повторно ќе направиме Америка голема и значајна. Оваа изјава го означи почетокот на 17-месечната мисија на која тргна Доналд Трамп и за која се надева дека ќе го одведе до место во Белата куќа. Иако на почетокот ретко кој во американската јавност сериозно свати таа желба на Трамп или пак му даваше некакви шанси да ја исполни, еден од најпознатите бизнисмени на светот упорно го следеше својот стил со провокативните ставови, пренагласени изјави и постапки и огромната умешност во користењето на сите видови медиуми и дојде на само чекор од исполнување на својата мисија. Откако влезе во претседателската трка, 70-годишниот Трамп успеа да биде истовремено харизматичен и борбен, вулгарен и религиозен и пред се успеа да се представи себе си како представник на растечката струја против политичкиот елитизам на администрацијата во Вашингтон, што во голема мера се шири низ САД. Оваа претседателска кампања негов прв обид да дојде до јавна функција, но тој својот пат кон Белата куќа го нарече движење, а не кампања. На тој пат, Трамп можеби изненадувачки, релативно лесно успеа да ги надмине 10 кандидати од Републиканската партија и да ја добие номинацијата, притоа создавајќи раздор во партијата, но и отпор кај дел од елитата во републиканските редови, кои најавија дека контроверзниот бизнисмен ја нема нивната поддршка. А токму контроверзен е епитетот што најдобро го опишува карактерот на Трамп, особено што тој целосно ја прифати во текот на својата кампања, притоа не осврнувајќи се на обвинувањата дека со тоа руши многу основни принципи на американската демократија. Една од таквите негови изјави беше и таа дека Хилари Клинтон и масовните медиуми кои се под нејзина контрола ќе ги наместат изборите против него и дека затоа, доколку загуби, нема да ги признае резултатите. На тој начин Трамп и се спротистави на традицијата за мирно предавање на власта во САД. Се плашам дека изборите ќе бидат наместени. Мислам дека ако не победам со убедлива предност, тоа ќе покаже дека изборите биле наместени. Но таквите контроверзни испади и настапи на Трамп, колку што предизвикуваа шокираност во јавноста и негативни коментари во медиумите, толку тој знаеше да ги сврти во своја полза и да добие одобрување кај пошироката јавност. Но таквото нешто и не е неочекувано за бизнисменот, кој дури 6 пати прогласуваше банкрот на своите бизниси со хотели и казина, но успешно ги надминуваше тие процеси за повторно да стане едно од најпрепознатливите фигури во бизнисот. Токму препознатливоста на неговото име и на брендот Трамп е и еден од водечките моменти во неговата кампања, а разноликоста што во себе ја содржи тој бренд му возможува на Трамп одлично да се снаоѓа и да допре до најразличните групи од кои ја бара поддршката за да биде избран за председател. Таквото искуство и препознатливоста во јавноста, овој њујорчанец го црпи од тоа што освен што ја наследи татковата градежна корпорација, тој 10 години организираше неколку од најпознатите избори за мис во САД и во светот, како Мис Тин Америка, Мис Америка и Мис Юниверс. Потоа бил дел од организирањето боксерски и кечерски настани, а има и неколку појавувања на филми во телевизиски серии, за што има и 2 номинации за Еми. Сепак, што се однесува до шоу бизнисот, Трамп веројатно е најпрепознатлив по организирањето реални шоуа. Така тој беше извршен продуцент и водител на реално шоу во кој неколкумина кандидати се бореа да добијат вработување на висока позиција во неговата фирма. А за ова шоу Трамп доби и својот звезда на булеварот на славните. Токму искуството во реалните шоуа, но и во социјалните и новите медиуми му овозможи на Трамп практично да претвори претседателската кампања во реално шоу во кој одлично се снаоѓа. Реално шоу за кое денешното гласање за председател ќе покаже дали американскиот народ ќе му каже на Трамп неговата препознатлива и брендирана изрека "отпуштен си" или пак неговата препознатлива фризура ќе го најде своето место во Белата куќа. Да, почитувани, го погледнавме профилот на Доналд Трамп. Се поизвестно е дека тој ќе биде наследникот на Барак Обама. Да ги погледнеме и последните резултати за бројот на електори. 266 наспроти 218, потребни се 270, само 4 електори го делат Трамп од тоа да биде следниот председател на Соединетите Американски држави. Можам само да ја потврдам и веста која што пред 10 минути, ете, неофицијално ја соопштивме, а сега е веќе потврдено, имено Џон Подеста, шефот на изборната кампања на кандидатот за председател на Соединетите Американски држави Хилари Клинтон, се обрати до насобраните приврзаници во Джевиц центарот за да присуствуваат на изборната ноќ и навиваат, додека Хилари Клинтон и нејзиното семејство и блиските соработници ги минуваат часовите во апартманот во хотелот Пенсил, Њујорк на Менхетан. Тоа што го кажал Џон Подеста е, вели, знам дека овде сте долго време, а ние се уште не го признаваме поразот, но време е да одиме во своите домови и малку да се одмориме. Хилари Клинтон денеска нема да се обрати
Значи само го очекуваме обраќањето на Доналд Трамп, претпоставувам дека тоа ќе биде и победничкото обраќање, иако, нели? Ништо не е исклучено, како што изјавил и шефот на изборната кампања на Хилари Клинтон, Џон Подеста, да се почека со финалните резултати. Додека не биде готово, не е готово. Додека не е готово, не е готово. Точно така. 4 гласа го делат, електорски гласа го делат Трамп до победата. Тука предлагам, еве, во очекување на вклучување во живо Трамп Тауер, да погледнеме прилогот на колегата Александар Арсовски, кој се однесува на тоа кој од милионерите стапиле на председателската функција. Нема да биде Трамп ни прв, претпоставувам дека ни последен човек. Интересен предлог. Да го погледнеме. Републиканскиот кандидат Доналд Трамп може да стане првиот американски председател кој никогаш претходно не бил на избрана функција или на друга висока функција во владата или во армијата. Ако тој ја освои Белата куќа, ќе стане првиот бизнисмен милиардер во Америка што ќе стане председател и ќе ги следи стапките на други магнати низ светот кои исто така скокнаа во политиката. Американците избирале председатели со искуство во бизнисот и во минатото. Џорџ Буш, на пример, беше на чело на нафтена компанија, а Херберт Хувер беше извршен директор во рударството. Меѓутоа, сите овие председатели влегоа во политика уште пред да се кандидираат за невисоката функција на државата. Еве еден поглед врз некои од милиардерите кои што преминаат директно од бизнисот во политиката. Силвио Берлускони беше главен лик на италијанската политика 2 децении, но неговото време во кабинетот често беше поврзувано со скандали. Трамп го споредувале со дрскиот Берлускони повеќе од било кој друг светски лидер. И двајцата се контроверзни и сакаат да се фалат со нивниот раскошен начин на живење. И двајцата кариерата ја започнуваат во областа на недвижниот имет, но нивната репутација ја изградија во светот на медиумите. Берлускони стана синоним за скандали, беше осуден за бројни кривични дела, вклучувајќи даночни измами и сексуални односи со малолетна проститутка, иако второто осудување беше поништено од апелациониот суд. Транзицијата на Петро Порошенко од бизнисмен до политички лидер има предупредувачки знаци за финансиската инина на Трамп, бидејќи нето вредноста на богатството на украинскиот лидер по преземањето на функцијата значително се намали. Познат по името кралот на чоколадото, Порошенко го направи своето богатство во кондиторската индустрија. Сега тој е клучен западен партнер во обидот за решавање на жестокиот суdir помеѓу Украина и Русија. Порошенко беше избран за председател во 2014 година по соборувањето на украинскиот проруски лидер Виктор Јануковиќ. Бизнисменот милиардер се постави како пријател на Европа и на САД. Редовно зборува и се среќава со председателот Барак Обама и потпредседателот Џо Бајден. Поранешниот тајландски премиер Таксин Шинаватра беше соборен со пуч во 2006 година. За време на неговиот мандат влечеше поддршка од посиромашните гласачи кои го поддржаа во неговите популистички програми. Неговото богатство придонесе за неговата политичка пропаст. Тој се соочи со обвинение за корупција, откако неговото семејство продаде компанија за 1,9 милиарди долари за да избегнат плаќање на данок на продажба, што резултираше со година политички немири во Тајланд и заврши со пуч. Иако е во екзил неколку години, тој останува вклучен во државната политика. Предходно оваа година, тој го искажа својот став за американските избори, изјавувајќи дека постојат некои сличности меѓу него и Трамп. Според Шинаватра, кога успешни бизнисмени доаѓаат во политиката, тие им даваат свеж воздух на политичките кампањи. Чиле имаше солиден економски раст во текот на 4-годишниот мандат на Себастијан Пинјера, но самиот председател беше непопуларен. Тој имаше акции во најголемата државна авиокомпанија, телевизиска станица и популарниот фудбалски тим Коло-Коло. Свртувајќи се кон политиката, Пинјера имаше кампања во приватниот сектор и стана првиот конзервативец кој го водеше Чиле откако заврши војната власт во 1990 година. Меѓутоа, неговото председателство започна со несреќен почеток. Голем земјотрес ја спречи неговата инаугурација во 2010 година. Уставот на Чиле им забранува на председателите 2 последователни мандата, па Пинјера има право да се кандидира повторно дури во 2018 година. Интересно е тоа што Пинјера минатата есен изјави дека републиканецот Трамп ќе биде лидер кој ќе разделува и дека неговиот избор ќе биде трагедија. Доналд Трамп нема да биде единствениот милиардер, бизнисмен кој, нема политичко портфолио да стане председател на Соединетите Американски држави. Оние информации кои што пристигаат од момент во момент е дека практично и Доналд Трамп со прогласувањето на електорите од Висконсин практично и ја освојува председателската фотелја, но ајде да почекаме уште некое време да видиме и официјално практично на повеќе извори да се овие информации или статистики сублимираат и бидат еднакво исти. Се уште на некои места, да речеме CNN
нивните статистики се дека 257 електори наспроти 215 се во полза на Трамп. Тактизираат, остануваат уште, и Мичиген и Пенсилванија како држави во кои што се очекуваат овие бројки за електорите, но информацијата која што ние добивме и пред малку од дескот на телевизија Нова, која што меѓу другото, како извори ги користи и останатите медиуми во ова изборно за американците пред вечерија испадна дека Associated Press е некако побрз и од CNN во давањето на резултатите, па можеме и преку графиката на телевизија Нова да погледнеме каква е состојбата со резултатите, она што според нашите досегашни познавања и она што како информација добивме, а тоа е дека 276 електори добива Доналд Трамп наспроти 218 на Хилари Клинтон, практично со потребните 270. Може би да бидеме и први на планетава Земја телевизија Нова да објави дека Доналд Трамп е следниот председател. Но ајде да почекаме. Но ајде сепак да почекаме. 4 гласови до 280, Пред малку стигне информацијата дека во моментов и светските медиуми пренесуваат дека Доналд Трамп стигнал во својот изборен штаб во Њујорк, како што и најавивме пред некои 20 на минути, во секој момент очекуваме негово директно обраќање, наспроти тоа што Хилари Клинтон се откажа од обраќање према граѓанството, а тоа го остави за следниот ден, тоа го изјави незиниот шеф на изборниот штаб. Што останува, да соопштиме уште нешто што можеби е интригантно и важно да се спомене во очекување на, нови официјални извештаи или официјално прогласување или обраќање на Трамп пред јавноста, самиот прогласувајќи си оваа победа. Оние кои можеби не се сосема во текстот таа процедура на избор на председател на Соединетите Американски држави, за нив може дополнително објаснување. Со оглед на тоа што е доста комплициран овој систем изборен во Соединетите Американски држави, да спомнеме дека технички гледано кандидат за председател на САД може да биде секоја личност родена како американски државјанин со полни 35 години. Речиси секој председател на САД од 1933 година па наваму бил гувернер, сенатор или бил на некоја од највисоките воени функции. И за овие избори, всушност, во еден момент имаше и повеќе од 10 гувернери или бивши гувернери и сенатори, а кои беа и потенцијални кандидати. Меѓутоа, голем дел од нив испаднаа од трката. Двете водечки партии останаа, републиканците и демократите, на крајот да избираат по еден председателски кандидат, а председател се избира преку овој така наречен електорски состав, но она што е интересно, постои именно уште една занимливост, а тоа е дека кандидатот кој ќе освои повеќе гласови во една држава ги добива сите електори. Например, Њујорк кој има 29 електори, оној кој тука би го добил поголемиот дел од гласовите, сите електори ќе му припаднат него. И ова правило е особено важно за тие така наречени swing states, оние разменувачки, ротирачки, во кои пак е тешко да се предвиди кој кандидат ќе победи. И токму затоа и до последниот момент е оваа трка сосема неизвестна, па дури и до последниот глас, до последниот електор. Инаку, всушност, де факто, кога граѓаните на Соединетите Американски држави гласаат за председател, тие всушност одлучуваат кои делегати од двете политички партии во нивната држава ќе можат да гласаат во избирачкиот колегиум. Потоа како што изборевме и како што разговаравме и претходно, кон крајот на декември, по повеќе од еден месец од изборите, делегатите се собираат потоа во главните градови на сојузните држави и тогаш гласаат за председател на земјата, за конечно во јануари и официјално Конгресот на САД да ги добие гласовите на делегатите од 50-те сојузни држави и Вашингтон. И секако кандидатот кој ќе добие 270 гласови, Трамп во моментот има 266, станува и председател. Така да тоа е накратко изборниот процес колку може поедноставно и попластично да се објасни, иако навистина е прекомплициран целата кампања, да речеме и за избор на кандидати од партиите и представници трае скоро цела една година. Ние имавме прилика и во текот на оваа цела година да известуваме за сите овие случувања.
Еве последните информации кои што пристигаат се дека и CNN ја потврдува информацијата дека Доналд Трамп победил во Висконсин и сега според нивните тврдења потребни му се уште 10 електорски гласови за, односно уште 13 се извинувам, за да практично ја комплетира победата. Еве да се преселиме, ако може, во моментов гледам дека и од режијата не подсетуваат за вклучувањето во живо во штабот на Доналд Трамп, каде предпоставувам дека веќе и присутните слават за победата на нивниот кандидат и се во очекување на истиот во секој момент да пристигне и да се обрати пред американската, нормално и светската јавност. Трамп ја почна всушност прославата уште и вчера со почетокот на изборите. Да, иако беше најавено Хилари Клинтон дека нарачал и огномет, но ето. You know, he told me once that we had a conversation with Melania when he was considering running about whether he should do it. And she looked at him and said, "You know if you do it, you're going to win, right?" And he understood that as well. And there have been moments over the course of the campaign where it's been tough on both of them. Melania too. And it requires so much sacrifice, especially for him to make it tough, to be very successful in your own business. Maybe you want us to be upgrade to the as he said all along, he didn't have to do this. He's got a lovely life, a lovely lifestyle, a lovely family right where he is. And this required a lot of guts by Donald Trump. And boy, did it pay off. Chris Roberts, this will go down as probably as the greatest political upset we've ever seen. Certainly that I've ever seen in my lifetime. And I have to say, it seemed like it was inevitable. A lot of those, I looked around the studio back there and I saw Trump was back and say, it just was believable. It just is stunning to know that he has won the presidency. It's extraordinary. Look at the crowd outside that has waited here for hours. 2:43 a.m. to get this done. Look at the enthusiasm, which is something we saw from the beginning. And they don't necessarily translate to voters. We saw that with Mitt Romney. But in this election, Почитувани во очекување на вклучувањето на господинот Доналд Трамп, предлагам да се вклучиме претходно директно во CNN. Something to the American people that will begin this process of healing. They're going up in cheers one more time, Wolf, because the word is spreading throughout Како this што room. имаме It's up on the информации, screens. во секој момент го очекуваме Доналд Трамп, кој што ќе се појави и ќе биде следниот избран председател, американски председател, но во обид да ја спои земјава, ќе треба да се заблагодари на поддршката која што ја имаше добиено и од демократите и од републиканците. 268 electoral votes. Значи 276 се изборниците кои што досега гласаа за него, Vice presidential running mate and his wife there walking заедно со својата супруга и семејството, кое што ќе го придружува на сцена, се очекува да се обрати на оваа многу силна публика во Менхетан. Заменик председателот со супругата е пред него. Ние не очекуваме Хилари Клинтон да се обрати денес, но му честиташе на победата на Трамп и на заменик председателот. Ова е многу возбудлив момент и ајде да го слушнеме Бори, кој што ја дава поддршката на Трамп. Значи, Майк Пенс најверојатно прв ќе се обрати и ќе го назначи гувернерот на Индијана и заменик председателот. Ова е историска вечер.
Американците го дадоа својот глас и американците го избраа својот нов шампион, луѓето на оваа земја. Америка го избра новиот председател и скоро ми е тешко да изразам што чувствувам, честа која што имам јас и моето семејство, што ќе имаме привилегија да служиме како ваш заменик председател на Соединетите Американски држави. Во овој момент сум скромен, благодарам на Бога за неговата милосрдност, благодарам на моето семејство, на мојата прекрасна сопруга Керен, на мојот син Мајкл и неговата свршеничка, на нашата керка Лотери и нашата керка Шарлот, без кој што не можев да стигнам до овде. И јас сум особено благодарен на американскиот народ, кој што ни ја дадоа довербата на овој тим и ни ја дадоа можност да ви служиме. И најмногу сум благодарен на избраниот председател, чие што лидерство и визија повторно ќе ја направи Америка да биде голема. Дозволете ми да кажам, најголема чест ми е и особена привилегија да ви го представам новиот избран председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Ова е историски момент кој што ниту можевме да го предвидиме во председателската кампања. Доналд Трамп кој што успеа да победе, телевизиски лик, собственик, бизнисмен, кој што особено го раздрама американското гласачко тело со своите ставови, успеа да ја победи Хилари Клинтон, нешто што досега не сме виделе во нашите животи. Доналд Трамп, кој што успеа да го освои, да победи на председателските избори, се појавува на сцена во моментов кај говори. Тука е неговата сопруга. Историјата ја променивме. Ова е моментот кој што многу луѓе нема да го заборават. За прв пат во историјата на оваа земја никогаш не се случило да биде избран председател кој што доаѓа со вакво минато без да има искуство во владините служби. Она што и да се случи, сепак беше оваа одлучувачка победа која што ја извојува, затоа што неговата победа практично беше надмена уште од самиот почеток. Се приближува до микрофонот, кај го каже кај својот победнички говор. Се надевам дека телефонскиот разговор кој што го доби од Хилари Клинтон, се надевам дека во него му ја честиташе победата. Ова е момент кој што многу малку од нас го очекуваа. Значи Брексит плюс и ги анализираме резултативе, но токму ова е она што се случува. Толку многу работи се случија кои што треба да ги разгледаме. Како ќе изгледа светот кој што ќе го предводи Трамп овде во Вашингтон, Доналд Трамп кој што ќе ги превземе институциите кој што ги повикуваше во неколку наврати. Еве го пред микрофонот да го слушнеме неговиот говор. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Простете што ве задржав долго време во овој сложен процес, но ви благодарам многу. Само што добив повик од секретарката Клинтон.
ни честиташе нас на нашата победа и ја и честитав нејзе и на незиното семејство за многу напорната кампања која што ја има, многу напорно се бореше. Хилари долго време работи и многу време работи и ја слушнавме во неколку наврати, би сакал да ја честитам за незините позиции, искрени честитки, но сега е време за Америка да ги затвори раните, да се соберат на едно место сите републиканци и демократи кои што веруваат во оваа држава. Време е за нас да се сретнеме, да се соединеме како обединети луѓе. Соединети. Време е. Јас ветувам на сите граѓани дека ќе бидам председател на сите американци и ова ми е многу значаен чекор во мојот живот за мене. За оние кои што избра, оние кои што одлучија во изминатото да не ми ја дадат довербата, неколку од вас, ве повикувам и вас да ми ја дадете и вашата помош и насоки, за да можеме заедно да работиме како соединети и да обединеме нашата голема земја. Како што кажав на самиот почеток, нашето не беше кампања, туку повеќе едно прекрасно и големо движење кое што беше создадено од милиони луѓе кои што мажи и жени, кои што напорно работеа, кои што ја сакаат својата земја и сакаат подобра иднина за себе и за своите семејства. Тоа беше движење во кое што членуваа американци со различно минато, различна религиозна припадност и вероисповед, кои што сакаат да им служат на народот и ќе им служат на народот. Работењето заедно, преку заедничко работење ќе се насочиме на обновување на нашата земја и обновување на нашиот американски сон. Целиот мој живот го помина во бизнисот, барајќи ги потенцијалите и желбите, очекувањата на луѓето низ целиот свет. Сега, она што сакам да го направам е да се фокусирам на нашата земја. Огромен потенцијал. Многу добро ја познавам нашава земја, има огромен потенцијал, ќе биде прекрасно нешто. Секој ден американец ќе има можноста да го реализира својот и целосен потенцијал. Да не ги заборавиме и мажите и жените во нашата земја, нема повеќе да бидат заборавени. Ние ќе го насочиме нашиот фокус кон градовите, ќе ја обновиме инфраструктурата, училиштата, мостовите. Она што ќе постане втора цел, милиони од нашите луѓе ќе работат на повторната изградба. Исто така на крај ќе се погрижиме за разновидностите, различностите кои што беа толку лојални, знам дека се во голем број во изминатиот период од 18 месеци кои што за време на кампањата ми ја дадоа поддршката и ме представува особена чест што ја имам нивната поддршка. Ке работиме на обновување, раст на самата држава и ке се повикаме на најпаметните и најразумните таленти кои што сите ние ке имаме корист. Ние имаме голем економски план, ке го зголемиме, удвоиме нашиот раст и ке ја направиме нашата економија најсилна во светот, а истовремено ке соработуваме со другите држави и ке бараме истите да соработуваат со нас. Имаме прекрасни врски и очекуваме да создадеме многу нови. Ниту еден сон не е преголем, ниту еден предизвик не е преголем. Она што го сакаме за нашата иднина
е на дофат од рацете. Америка нема повеќе да прифаќа ништо помалку од најдоброто. Кај мора да го побараме, да го побараме назад сонот кој што го имавме за голема Америка. Кај сонуваме за големи нешта, убави нешта, успешни нешта. Би сакал да му кажам на светот додека иако секогаш американскиот интерес ќе биде секогаш на прво место, секогаш ќе најдеме начин да соработуваме со сите луѓе и со сите држави. Кај бараме заедничка точка, партнерства, без конфликти, а сега би сакал овој момент да го искористам да се заблагодарам на дел од луѓето кои што навистина ми помогнаа во ова што денес се нарекува многу историски ден, историски момент. Прво сакам да им се заблагодарам на моите родители кои што воопшто не гледаат во земја, туку напротив погледот им е исправен горе. Јас сум особено горди, прекрасни луѓе, многу научив од нив. Тие беа прекрасни родители во секој поглед, навистина им благодарам. Исто така сакам да се заблагодарам на Маријана и Елизабет за моите сестри кои што се присутни овде. Тука се. Тие се многу срамежливи. И мојот брат, мој големиот пријател Роберт, каде е Роберт? Мојот брат Роберт, кој што треба исто да биде овде на сцена до мене, но во рете. Тие се прекрасни. Мојот постар брат Фред, прекрасен човек, прекрасно семејство, бев многу среќен што имам вакво семејство, големи браќа и сестри, прекрасни родители. На Меланија и Дан Иванка и Дерик, Тифани и Берон. Ве сакам и ви благодарам особено што се справувавте со времето кој што го поминав, го прифативте дел од времето да поминам со тешки политички нешта кои што се одвратни. Ви благодарам многу. Сакам да им се заблагодарам на членовите на моето семејство. Вие сте прекрасни. Ми дадовте огромна поддршка. Венеса, ви благодарам многу. Прекрасна група. Сите вие ми ја дадовте вашата поддршка, огромна поддршка. Имаме тука голем број на луѓе кои што еве ги овде се присутни. Погледнете ги колку многу се тие на број. Келиан и Крис и Руди и Стив и Дейвид. Ние имаме особено талентирани луѓе и верувајте, ми беше голема чест, посебна благодарност до нашиот поранешен градоначалник Руди Джулијано, прекрасен човек. Тој патуваше со нас за време на состануците. Руди никогаш не го промени својот став. Каде е Руди, ве молам? Гувернерот Крис Кристи, кој што беше прекрасен. Ви благодарам. Благодарам, Крис. Првиот човек за сенатор, огромен политичар, прекрасен, кој што особено вреднуван, затоа што е многу паметен, сенаторот Джеф Сешенс. Каде е Джеф? Great man. Another great man, very tough competitor. He was not easy. Прекрасен човек. Уште еден прекрасен човек кој што беше многу силен ривал, кој што не беше лесен воопшто. Дали е тоа градоначалникот кој што се појави во ред, Руди? Уште еден прекрасен човек кој што ми е пријател, но кај ви кажам, ми требаше време и имав можност да го запознам како конкурент. Доктор Бен Карсон, каде е господинот Карсон? Каде е Бен?
Мајк Кокоби е исто овде треба да биде присутен никаде. Дали го гледаме? Мајк и семејството, Сара, ви благодарам многу. Генералот Мајк Флин. Каде е Мајк Флин? И генералот Келан, кој што имаме повеќе од 200 генерали и адмирали кои што ни ја дадоа поддршката за време на кампањата. Околу 22 од нив се добитници на посебни награди. Прочитав дел од извештаите во кој што стоеше дека не сум се согласувал со нив, но морам да ви кажам, тие се прекрасни луѓе. Конкретно, во овој случај тој е прекрасен, тој е звезда. Не сум го кажал ова, но ќе го кажам. Роц, ги знам луѓе во кои што се овде присутни. Рајан се е супер звезда. Но не може да ве наречат супер звезда ако не победите. Значи, не може да бидете супер звезда како генералниот секретар кој што освои второ место, патуваше со нејзиниот убав жолт автобус во Белмонт, но морам да ви кажам, Рајан се вистинска звезда, тој е многу вреден, многу работлив. Ајде, Рајан, ве молам, дојдете овде, качете се. Прекрасен. Време е да се појавите на сцена. Ке кажам неколку зборови. Дами и господа, следниот претседател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп, ви благодарам и беше чест. Прекрасен човек. Нашето партнерство со RNC, кој што беше особено значајно за овој успех, исто така би сакал да кажам дека таму има прекрасни луѓе, луѓето од тајната служба кои што ни помогнаа во кампањава. Тие се силни, паметни, остри и не би сакал да имам проблем со нив, ќе ви кажам веднаш. Не би сакал да им мафнам на голема група на луѓе, ама тие веднаш ме собира и ме ставаа во кола. Знам дека се прекрасни луѓе. Ви благодарам. Благодарам на луѓето од тајната служба. Службата за примена на законодавството на Њујорк, градот Њујорк, кои што се присутни овде, тоа се прекрасни луѓе, иако не секогаш се вреднувани за работата која што ја прават, но сепак јас ги ценам, ние ги цениме и ви благодарам за тоа што го правите. Ова е историски момент, но навистина ќе биде историски доколку успееме во тоа што го планираме. Ви ветувам дека нема да ве разочарам, ќе го оствариме тоа што го ветив. Во одвај очекувам да бидам прогласен за претседател на САД и за 2-3 години, 4 години, дури и после 8 години, повторно ќе бидам ваш претседател. Ќе кажете дело од вас, кој што сме соработувале, дека тоа беше нешто што на што сте особено горди што сте вложиле труд и би сакал да ви се заблагодарам. Можам само да кажам, во моментов кога кампањава заврши, нашата работа и нашето движење всушност сега ќе започне со вистинската работа. Веднаш ќе започнеме да работиме на она што го ветивме на американците, ќе си ја направиме нашата работа, ќе спроведиме работата на најдобар начин што можеме и се надам дека ќе бидете горди на вашиот претседател. Уште еднаш, чест ми е што сум овде оваа вечер, присутен и ја сакам оваа земја. Ви благодарам многу. Му благодарам на Майк Пенс. Честитки.
reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, you might find. Да, почитувани гледачи, по безмалку, не безмалку, него точно повеќе од 13 часа програма во живо на телевизија Нова, го обзнанивме и председателот, односно следниот председател на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, ја ги освои електорските гласови кои го доближија, односно го внесува во Белата куќа. Колега Исо, практично, еве, споменав 13 часа програма во живо, иако се очекуваше дека ова ќе заврши многу порано, некаде околу 7 часот наутро, еве, 9 часот и 7 минути се обзнани. Новиот председател на Соединетите Американски држави ќе биде Доналд Трамп, некаде после 20 јануари следната година кога ќе биде инаугуриран. А да, ете, она на што малку се надева граѓаните на Соединетите Американски држави, сите аналитичари, да, прогнозите генерално од целиот свет, се покажа всушност ете како добитна комбинација, во толку повеќе и она што го коментиравме и почнувајќи од утринава, дека и кандидирањето на Доналд Трамп за председателски кандидат потенцијален по се судејќи не било случајно, туку зад него навистина стои една многу мощна силна машинерија која и во смисла на анализата и на прогнозите, но и на оној бекап поддршка, навистина успеа да ја реализира и оствари победата и ете Доналд Трамп е новиот председател по се изгледа на Соединетите Американски држави. Инаку, може би е тривијално, но сепак интересно прашањето зошто и американците па не гласаат директно за председател, што е тој систем на електорски колегиум и така натаму. Ете, во контекст на ова веќе прогласување на победникот на Трамп би можеме да спомнеме дека избирањето на председател преку изборен колегиум е всушност последица на компромис направен помеѓу авторите на Уставот на Соединетите Американски држави, кој беше ратификуван во 1788 година. А во тоа време всушност концептот за демократија бил редок и не бил тестиран, па затоа дел од нив се плашеле дека директни председателски избори може да доведат и до владење на толпата. И од тука е и тој систем на електорски колегиум, кој е па и често мощно критикуван и во секој случај сложен начин на одредување на идниот лидер на Соединетите Американски држави. Меѓутоа, зошто едноставно, се поставува прашањето, зошто едноставното броење на гласовите не е доволно за да се избере председател на Соединетите Американски држави? А најпрво од се, а спротивно на општото верување е дека кога американците ќе излезат на гласање за навидум да гласаат за следниот председател на САД, тие всушност не гласаат директно за председателот. Наместо тоа тие го даваат својот глас за група електори или всушност избирачи, ако би употребиле наш термин, а кои потоа гласаат на еден начин во нивно име на гласачите за председател, како што сметаат дека треба, нели? И за да се сведат на минимум шансите некој тука да се збуни, наместо луѓето директно да гласаат за електорите, на гласачките ливчиња всушност стои името на кандидатот за председател за групата електори кои се обврзани да гласаат практично во нивно име. И уште една можеме да кажеме и честа заблуда околу председателските избори во САД, тоа е дека председателот се избира откако ќе се избројат гласовите на народот. Меѓутоа, бидејќи народот технички не гласа за председател, туку за тоа кој представник на електорскиот колегиум ќе гласа за председател, председателот и токму затоа официјално не се смета за избран до предстојниот јануари.
односно на 6. јануари актуелниот подпредседател отвара гласање за време на Конгресот и тука се бројат електорските гласови кои се поднесуваат до крајот на декември и тогаш формално на 20. јануари. Официјалната инаугурација на новиот председател ќе биде на 20. јануари. Да, овие детали ги споделивме, односно кога се прогласува председателот на САД. Јас би предложил, имаме уште доволно време да успееме да се вклучиме и да слушнеме и колешката Анита Петровска Рајковиќ, која се наоѓа во Њујорк, но и колешката Виолета Стоименова, пак која се наоѓа во хотелот Александар Палас, каде од утринава Американската амбасада во Македонија организира и следење и прогласување на кандидатите, односно на председателот на Соединетите Американски држави. Утринава колешката Вики Стоименова, која и во моментов ја гледам, имаше можности да поразговора и со амбасадорот Джес Бейли. Сега ја вклучуваме со повеќе детали, односно да ни ја пренесе и атмосферата од хотелот Александар Палас. Добро утро, Вики. Еве, 9 часот 11 минути и официјално Доналд Трамп е следниот председател на Соединетите Американски држави. Како оваа вест беше пречекана меѓу присутните во хотелот Александар Палас? Присутните овде во хотелот Александар Палас со внимание го проследија обраќањето на новиот американски председател Доналд Трамп. Иако можеби за многумина изненадување и покрај изедначената кампања според анкетите, сепак Доналд Трамп е новиот председател на Соединетите Американски држави, како што кажа и ти утрово овде во организација на Американската амбасада во Скопје во Александар Палас имаше изборно утро, односно доручек кој што амбасадата го организираше за политичарите, новинарите во Македонија и секако за вработените во амбасадата и американските државјани кои што живеат во Република Македонија. Имавме можност да го проследиме обраќањето на Трамп, во кое интересно, за разлика од неджентлменската кампања и дебатите кои што Трамп ги водеше со Хилари Клинтон изминатиот период, овој пат своето обраќање новиот американски председател го започна навистина джентлменски, со пораката дека Хилари Клинтон направила многу за Соединетите Американски држави и дека цела Америка е должна за тоа. Имавме можност да поразговараме и со амбасадорот во Република Македонија Джес Бейли, како што каже и ти, меѓутоа се уште во тогаш неизвестност во изборната трка, затоа што се вели нели дека до последен момент не се знае кој ќе биде председател. Нешто подоцна Бейли имаше обраќање овде во Александар Палас. Тој во неколку наврати, впрочем и во нашето интервју, како и во обраќањето, порача дека политиката на Соединетите Американски држави кон Република Македонија е конзистентна во последните повеќе од 20 години и дека не очекува изборот на нов председател на САД да промени нешто во таа политика, тоа е дека Америка ја поддржува Република Македонија во напредокот, односно во нејзините евроатлантски интеграции. Доколку е подготвено дел од обраќањето на амбасадорот Бейли, да го погледнеме тој дел од обраќањето на Бейли. Кампањите и изборите всушност укажуваат на разликите. Сега следи период кога треба да се седнеме, а Конгресот, во рамките на Конгресот и Сенатот, и да најдеме заедничко решение. Значи, денес скоро кампањата и ке заврши и после овој настан, мојот тим ке се врати назад во амбасадата и ке треба да разгледа која ќе биде политиката на САД со владата на Македонија. Како што кажав пред неколку медиуми, 16 години служев за републиканците, 14 години служев за републиканците, 16 за демократите. Можам да посведочам за предизвиците со кои што се соочувавме во изминатиот период. Промените ке се случат веднаш од 8 до 9 ноември. Ниту пак нашите партнерства ке се променат. Промените ке бидат во рамките на САД. А ставот на САД, поддршката во изминатите 20 години за Македонија останува исто. Успехот на Македонија и нема да се промени. Поддршката на САД кон Македонија останува иста и нема да се промени, изјави американскиот амбасадор во Македонија Джес Бейли. Утринава Вики имаше можности ти да разговараш со него.
би те прашал како измина овие 3 часа таму. Ова беше тешко утро можеби за сите нас. Ке сакаш ли да споделиш некои детали од аспектот на тоа кои гости се беа присутни во хотелот Александар Палас и имаше ли можност да поразговараш со нив, мислејќи на политичарите или не знам јавните личности кои што присуствуваа на она што го организираше Американската амбасада? Поголем дел од политичарите во Република Македонија секако не ја пропуштија можноста и поканата лично од амбасадорот Бели, присуствуваа на овој доручек во исчекување на резултатите од претседателските избори во Америка, присуствуваа овде во хотелот Александар Палас. Новинарските екипи имаа можност да поразговараат со неколку од политичарите. Разговаравме со Артан Груби, со Владко Ѓорчев, како и со Радмила Шекеринска. Сите тие се согласни, како и впрочем што имавме можност да слушнеме од изјавата на амбасадорот Бели, дека политиката на Америка кон Република Македонија очекуваат да остане иста и дека очекуваат Соединетите Американски држави и воедина да ја поддржуваат Република Македонија доколку земјава остане на вистинскиот пат. Многумина се и изненадени дека Доналд Трамп е председател, новиот председател на Соединетите Американски држави, меѓутоа како што велат тоа е избор на американските граѓани, впрочем како што и македонските граѓани ќе избираат на предстојните предвремени парламентарни избори на 11 декември. Да ги погледнеме овие ставови на нашите соговорници. Првична реакција е дека сепак демократијата победи и целиот процес кој што претпоставуваме беше најтелевизиски пренесуван од сите претходни процеси и со најголем интерес во целиот свет, но мора да се почитува секој глас, мора да се почитуваат потребите на граѓаните, мора да се почитува сето тоа што им треба на народот и на граѓаните и да се почитува демократијата и волјата на мнозинството. Така да би сакал да им честитам на нашите пријатели во САД и убеден сум дека надворешната политика на најголемата, најсилната демократија во светот нема да се промени наспроти Балканот, наспроти Западниот Балкан и секако не наспроти Македонија. Ние ќе останеме силни пријатели, алиати и заедно ќе чекориме кон интеграција на земјата во НАТО и во Европската Унија. Интересно е да се наблюдуваат американските избори, се работи за еден долг процес и на внатрепартиски избори, а после тоа и на национални избори, но во таа една трка има и 50 трки во 50 сојузни држави кои што се исто така секоја посебна интересни за наблюдување. Гледаме дека еве го има исходот, така што заклучокот е дека Македонија и Соединетите Американски држави се партнери кои што се повеќе децени партнери, значи соработуваме, имаме комуникација, сојузници сме, имаме взаемна поддршка за евроатлантските интеграции на Република Македонија, така што по завршувањето на американските избори, кои што беа и за председател, но исто така и за третина од Сенатот и за целиот Конгрес, како и завршувањето на изборите во Македонија на 11 декември, по формирањето на владата на ВМРО ДПМН, ќе пристапиме во она што се нарекува одржување, развивање и продлабочување на односите помеѓу двете држави, двата народи, те влади. Ова беа едни од најинтересните и најнепредвидливи избори во Соединетите Американски држави. Како жена не можам да кажам дека не жалам што една од најмоќните држави во светот не ја доби првата жена председател. Но американските избори покажаа две важни работи. А тоа е дека дури и големата медиумска поддршка на одредени кандидати и одредена политичка партија не е доволна кога граѓаните бараат промени. И јас сум убедена дека таа порака ќе испратат македонските граѓани и на 11 декември. Сите предвидуваа победа на Клинтон. Медиумската поддршка која што ја уживаше од многу причини беше навистина голема, меѓутоа граѓаните сакаа промени. Граѓаните на Република Македонија ќе испратат истата порака, дека е доста од 10 годишно пропаѓање и тонење на државата и дека сакаат нешто различно.
Овде некаде екипата на телевизија Нова би се одјавила од хотелот Александар Палас, каде што Американската амбасада организираше изборно утро заедно со новинарските екипи, со новинарите, со политичарите во Република Македонија, со вработените во Американската амбасада во Скопје и американските граѓани кои што живеат во Република Македонија. Имавме можност неколку пати да разговараме и со амбасадорот Бели, имавме можност да го слушнеме и неговото обраќање. Овде во живо беше проследено и обраќањето на новиот американски председател Доналд Трамп, а пред малку ги слушнавме и реакциите на дел од македонските политичари, како што слушнавме некои се изненадени од изборот на Трамп. Радмила Шекеринска смета дека вели дека е малку разочарана поради тоа што Хилари Клинтон не била избрана како жена председател на Америка. Овде некаде ова би било последното наше јавување од хотелот Александар Палас, секако со повеќе детали гледачите на телевизија Нова во однос на изборите во Америка ќе можат да проследат и во текот на целиот ден. Благодарам и за ова твое учество во ова отворена програма која започна од синоќа од 20 часот и еве 9 часот и 21 минута се уште трае. Колега Исо, некако се приближуваме барем до она, иако не беше предвидено по сценарио дека ќе траеме до волку или онолку часот, но еве некако полека но сигурно привршуваме со тоа што Доналд Трамп ќе стане 45-тиот председател на САД. Ги слушнавме и изјавите од политичките представници, јавните личности кои присуствува во хотелот Александар Палас на она што го организираше Американската амбасада, следењето на изборите и прогласувањето на победникот во живо. Сите се обединети околу помислата дека ништо нема да се смени во однос на политиката на САД кон Македонија. Имаш ли ти некакви податоци и анализа зошто е тоа невозможно или пак возможно? Тој веројатно така, барем што се однесува до Балканот, но и во пошироки размери или глобално. Ова пред се затоа што политиката на Соединетите Американски држави е институционализирана, што значи дека таа е длабоко вградена во тие главни лостови на власта на државата, односно не зависи само и исклучиво од еден човек, дури да е тој председател, и без оглед на тоа за кого станува збор, дури да е тоа ете Трамп. Така барем било досега. Сршта на надворешната всушност политичка стратегија на САД е една константа која се развивала со децении, а одбраните председатели единствено можеле да вршат одредени поедини надворешни козметички корекции во поголема или помала мера, се до стекнување на поволни околности за напредување на таа стратегија кон нејзината предвидена цел. Секако, тоа не значи и ни во кој случај не треба да се подценуваат индивидуалните карактеристики на председател на Соединетите Американски држави, а особено не во моментални глобални услови кои може да бараат секако и во одреден момент и одлучни решенија со големи влогови во позадина, а и особено сега кога станува збор за личност каква што е Доналд Трамп и кое условно кажано второ име би била непредвидливоста или неочекуваното. Од него веројатно може да се очекува и неочекуваното. Така да останува да видиме, но сепак тој систем, таа спрега помеѓу институцијата Соединети Американски држави и председател не е толку директна, непосредна. Ќе видиме, да. Може да се очекува неочекуваното, така испадне и со овие избори. До самиот почеток беа крајно неизвестни. Оно што пред почетокот на денешниот ден изборен за Америка и самиот Трамп рече ќе видам на крајот од резултатите дали ќе признам или не загубата, односно се сметаше дека и самиот тој сметаше дека можеби овие избори нема тој да биде победник, но сепак ја понесе победата. Ние И со задоволство ги признава. И со задоволство ги признава. Јас ќе поберам од режијата доколку имаме она графика, иако овие гласови на електорите ќе се бројат и во текот на ноќта во Америка или во текот на денот по локално време кај нас, конечните резултати претпоставувам дека ќе ги знаеме некаде доцна во денот, но еве уште еден осврт да направиме чисто за да ја доближиме сликата до нашите гледачи колкава е разликата помеѓу Доналд Трамп и
Хилари Клинтон, потребни беа 270 електори за да се добие клучот од Белата куќа, така ќе му дојде. Разликата, иако е голема, иако никој не очекуваше дека можеби ќе испадне вака, најмалку демократите, односно партијата на Хилари Клинтон, кои влегува во ова не само изборна кампања, но и во овој ден на гласање, подготвени и спремни дека ќе ја понесат победата. Што ќе следува сега практично во овој период? Сега ова ќе остане на шпекулација меѓу мене и тебе. Предпоставувам дека сите се изненадени, ќе треба да се стивнат страстите на она што се случи, па да секако и да се проанализираат и патот до оваа победа на Трамп, но и од друга страна причините за поразот на Клинтон. Да. Во толку повеќе што навистина таа рапидна дискрепанца упатува на во секој случај индикативна и треба да се поработи на тоа, токму затоа што не беше предвидлива ниту за едниот, ниту за другиот кандидат. Дотаму што никој не можеше да предвиди дека Хилари Клинтон нема денеска да се обрати, иако беше првично најавено. Оно што и колешката Вики Стојменова го спомена, неочекувано можеби беше обраќањето и зборовите кои ги упати до граѓанството, а беше оквалификувана како джентлменско од страна на Доналд Трамп. Сепак работите на вистина се свртија во некоја насока која што не можеше, предпоставувам, или барем малкумината да ја предвидат. Исо, дојдовме јас и ти до крајот на ова отворено студио или отворена програма која што трае веќе 14 часа. Доналд Трамп е новиот председател на Соединетите Американски држави. Нам ништо друго не ни останува освен да го поканиме нашиот колега Горан Андевски со најновите вести од спортот, а јас и ти да се ракуваме пред се за задоволство што ми беше да работам со теб. Со задоволство и нека име честит изборната победа и новиот председател на Соединетите Американски држави, на сите граѓани на Америка. Пријатно.